Фамилија Адамс, Ифигенија за ништо, животот на провинцијските плебои по Втората светска војна се само дел од представите во којот мој следен гостин игра. Со неговата актерска игра навистина се истакнува како еден од нашите најталентирани млади актери, како што гледате во доста представи игра моментално, а сигурно некој ги пропушти, во продолжение ќе ни каже и тој. Секако на моје големо задоволство нашиот актер Маријан Наумов е денеска дел од неделниот микс. Добре ни дојде, Маријан. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Благодарам што си тука и рековме дека ќе бидеме на ти, се договориме. Да. Ви благодарам на сите, на цела екипа. Така е. Ете, спомнавме дел од представите во кои моментално играш и можеби пропуштив некоја, надополниме слободно. Добро, ова се представите кои што ги играм во драмски театар моментално. Јас се вработив таму пред година и пол од прилика и тие се представите кои што играм таму. Јас сум исто дел од независната театарска сцена. Мислам, таму и започнав и уште си го негувам, тоа ми е како едно чедо, тој независен театар. Така да имам таму сега една активна представа Снег на Зоја Бузалковска, која што се игра во МКЦ, во продукција на Штрих, во нашата независна театарска трупа, да ја наречеме така по... Па доста сте ангажирани кога станува збор. Независниот театар тргнав од драмски, но секако ќе ги опатевме и темите за независниот, но ете кога спомна неодамно имавте и фестивал на независен театар. Како си задоволен од постигнатото? Па ние се уште мислам дека не сме свесни што кој е тој чекор за нас, пошто беше голем залак. Ние како Штрих го организиравме за гледачите, да појаснам, првиот независен фестивал на Западен Балкан, на кој што имаше ревија на независни представи од Македонија и од земјите од Западен Балкан. Конкретно имавме 4 представи, 2 од Србија и 2 од Црна Гора, плюс 8 македонски продукции. Under 600 се вика фестивалот, бидејќи до сите држави можеш да стигнеш по 600 километри физичка дистанца. Па интересно. Баш необичен наслов. Да, идејата беше дека физички технички е под 600 километри, дека можеш со кола да стигнеш, да видиме дали идејно сме поврзани и да се поврземе. Тоа беше. Убава символика. Да, и беше напорно, беше доста трчање, организацијски беше доста обемно, но на крајот завршивме, го остваривме тоа и многу сме задоволни. Во однос на гостите кои што беа тука, како тие реагираа на она што вие го имате подготвено како домаќини? Па кажаа дека не личело дека е прв пат организиран, дека е прва година од фестивалот, дека делува малку како поискусно да е. Тоа е одличен комплимент. Така да, тоа е еден од коментарите кои што можам да се сетам. Имаме ние некои работи кои што треба и да ги дискутираме и ги имаме во предвид за понатамошниот фестивал кој би го правеле. Тие треба да ги дискутираме, да направиме состанок И тоа е многу нормално, нели, откако ќе помине првото издание, веќе се прави план и за второто. Дефинитивно. И ето што може да се поправи, што да се надгради, така и треба всушност. Во однос на тимот во независниот театар, колку луѓе сте вклучени? Ние сме, значи, започнавме како петорица, 4 актери и 1 режисер. И можам и да ги набројам. Јанка Левкова, Ава Хусеини, Томислав Давидовски, Борче Василевски и јас. Но во текот на работењето се вклопивме со уште двајца, односно Андреа Марковска, продуцент, и Марио Стојановски, кој што ни е драматург. Одлично. Така да сега сме 7 и со оваа бројка среќна седмица одиме понатаму. Да, Маријан, и многу имаме независни театри кај нас. Има, да. Зошто сметаш дека е тоа така? Не може да се вработат актерите, недостатокот работа во државните, националните театри, или пак сакате да имате свој простор, свое катче за изразување? Па тоа е комбинација од двете. Се согласувам дека сакаме да имаме свој катче, но мислам дека првенствено е природен пат на тоа дека немаат кај да креираат уметниците.
вратите се доста затворени, доста малку шанси има за студенти, еве сега се отвараат некои врати, па ќе видиме кај ќе видно до сега беше многу чудно, многу тешко како студент или како независен актер да влезеш ти во национална куќа и да играш представи, како хонорарец зборам. Што е пракса во сите други држави што се малку поразвиени од нас. Пракса дека има милион хонорарни актери кои што можеби никогаш не ни треба да се вработат. Кај нас е обратно. Кај нас секој глумец сонува да заврши факултет и ако може одма да се вработи, да се вработи. И сега тие што не се вработени, мора да си бараат чаре и прават независен театар. И имавме дискусии околу тоа, дали нашиот независен театар може да се нарече независен, пошто што е независен? Нели тука има и идејно некое разграничување помеѓу независен и зависен, односно независен и национален, државен театар. Да. И сега разговорите беа о тоа дали ние креираме независен театар идејно, пошто тоа се други форми. Значи не можеш ти сега да потрошиш, мислам, Па не има токав буџет нема независниот. токав буџет, да. идејата е различна. Повеќе треба да нема послободен. Можеш да зборуваш за тоа што го сакаш искрено, отворено, можеш да без никаква цензура, можеш што сакаш да правиш генерално. Сега, ние имаме многу представи од независниот театар, особено и ние меѓу првите представи што сме ги правеле, што наликуваат на представа од национален театар, затоа што имаат огромна сценографија, која што е многу тешко и за да се постави, многу тешко за патување, а ние сме независни, така што ние, освен тој буџет што сме го добиле, да речеме, од Министерство за култура, немаме никаков друг буџет, освен карти што ќе А тоа е малку. Мислам за целата организација. Многу малку. И сега ние сакаме да бидеме ние правиме класична представа, класичен реализам со вистинска кујна, со вистински шпоред, со вистински маси. И тоа кошта, неизводливо. Значи ние сме крпеле едва и 10 изведби сме ги извеле и сега сценографијата стои у Миладиновци у наш еден магазин. Така што муабетот е дека А толку многу награди добиваат независните театри, тоа е фасцинантно. И Да. други од твои колеги, еви вие сте ангажирани, посветувате и внимание и ете сте организирале фестивал на независен театар. Да. Значи сте многу ангажирани, а дефинитивно сето тоа треба да ви се врати и награди. Не очекуваме ние ништо како мислам секоја награда, секој коментар убав, секоја убав збор е за нас нели меракти, убавоти, ама ние не го правиме, барем ја не го правам тоа заради, и штрих можам да се согласам со сите, дека не го правиме тоа за награди или за нешто, го правиме чисто затоа што нас исто така ни требаше и форма на слободно место, ова што реков комбинација. Тоа е втората работа. Ни треба простор кај што можеме да работиме работи кои што ни значат нас, да збориме за работи кои што ни значат, за работи за кои што сме револтирани, за работи за кои што не сме разговарале, за трауми, за разни теми кои што се важни за нас. Значи, да, можеби има милион важни теми во светот, можеби некои од тие теми се важни и за нас. Нормално ние сме општествено свесни и треба да бидеме, мора да сме критика на тоа што се случува во светот, но најчесто тргаме од себе си, од тоа што нас не засега и што е нашиот проблем, нормално. И се почесто се посетени и независните театри, односно представи кои што ги правите? Па искрено не, слабо, многу слабо. Сега на фестивалов ми изненади, имаше доста посетеност, вториот, третиот ден имавме доста публика, но Бидејќи вака например неколку изведби кои што су биле секогаш биле полни до последно место. Зависи која изведба е. Обично на премиера прва изведба има публика, после тоа нема, затоа што истите 30 луѓе идат. Еви сега на фестивалов генерално луѓето што доаѓаат се тие луѓе. Што мислиш, на што се должи тоа? Недоволна реклама, недоволно објавување за настан за фестивалот на пример? Повеќе фактори. Прво не е комерцијална уметност, не е да има можеме како приватен проект, како алтернативно ги сметаме и стендап настапи, така? Да. Таму има публика.
Но генерално независниот театар не се бави не секогаш се бави со комерцијални теми, најчесто се бави со лични теми и се бави со алтернативни теми кои што А тие се некако можеби и позначајни. Има хумор и во тие, има значајно, но можеби публиката не е навикната затоа што она сака брз производ. Веројатно и ние се повеќе ги навикнуваме на тоа да очекуваат само лесно нешто, не нешто кое што навлегува малку подлабоко. Па добро, извини што те прекинувам, меѓутоа и представите кои што се и во државните театри имаат длабочина, да кажам, значи има. Исто третираат теми кои што се значајни. Сега тука станува збор за вкусови, нели, кој како гледа на работите. И таму има проблем, и во националните театри има проблем да една представа што ќе ја направиш малку подлабока или малку потешка, кубури со публика. Дефинитивно. И тоа го гарантирам. Значи, многу пати сум чул и од мои блиски пријатели, комедија ли ја представат? Ако е комедија, иде. Ако не е комедија, не иде. И мислам дека тоа е... мислам дека и врзано и за независниот е врзано и со маркетинг. Значи, недоволно рекламирање на тоа што се прави, но исто така има некоја, како да кажам, некоја струја, кај што веројатно луѓето се уморни, веројатно влијае и оваа атмосфера што имаме у државата. Луѓето се уморни, не им се тупи веќе мозокот, не сакаат тешки теми да се бават и веројатно викаат ја нешто нека ме освежи да ме. Така да веројатно има врска и моменталната ситуација во која што живееме, има врска со тоа што публиката го бара. Сигурно е така, но вие како актери сте тука секогаш да ни нудите нам гледачите и да ни овозможувате квалитетни представи и во делот кој што ти играш се апсолутно такви. Ве може да прокоментираме некои од фотографиите. Може. Учествуваш навистина во актуелни изведби и кога станува збор фамилија Адамс, Ифигенија за ништо, која што е сосем поинаков театар од она поставено што сме навикнати. Па еве ајде од каде да тргнеме? Еве фамилија Адамс гледаме моментално слики. Тема која што е, нели, нема кој не ги знае фамилија Адамс, сега преточено во представа. Супер е опцијата да се работи таква представа затоа што нели сега и серијата Wednesday актуелна и втора сезона има значи можеш да повлечеш публика постара публика која што на времето 93-та го гледале филмот, растеле со тој филм, со таа тема. А исто така можеш да повлечеш публика која што сега е средно школа, основно, што ја гледале серијата Wednesday и ќе се врзе со Family Adams. И затоа мислам дека е цело семејство може да дојде на представа, буквално. Да, буквално од 7 до 77 години, дури може и од 5, па и повозрастни дефинитивно. И затоа е добра тема за работење. За процесот можам да кажам дека беше интересен. Тоа е базирано на највеќе на филмот е базирано и на мюзиклот кој што е понов, мислам дека 2017-18, не сум сигурен. Представата има доста интересни сцени, доста интересно вози, визуелно е многу интересна, има доста ефекти со пиротехника кои што се во да кажам се пред јавноста се безбедни и се дозволени се. Значи, Добро, тоа е да кажам минимално и јас ја гледав представата, навистина се да кажам умерено. Умерено, да. А вие сте фантастична екипа на сцена, постојано нешто се случува, така што ете препорака гледачите да одат во драмски и да гледаат. Ифигенија за ништо на Филип Петковски, исто така. Ифигенија поразлична. Да. Ифигенија доста и тоа ми се допаѓа што имав шанса во моите први 3 проекти, ова се моите први 3 проекти и единствени сега за сега што ги имам, актуелни. Имав шанса да работам 3 различни стилови на театарски представи, да. И имав 3 различни процеси. Например, Адамс Фемилија е некоја комедија која што е базирана врз карактер, врз лик. Ифигенија е современа драма постмодерна, која што има доста кореографски
цимања, би ги нарекол вака со некои малски речни кореографски сегменти, да. Сегменти, да. Моменти кај што се сече действието со некоја кореографија или слика. Слика во која што глумците движат со тело. Да, па всушност фокусот е на тоа, на движењето на телото. Таму исто јас како актер, мојот лик нема ниту една реплика. Немам ни една реплика, затоа што мојот лик не зборува. И тоа беше многу голем предизвик. Значи, ако во Family Adams зборував, и тоа доста зборував, тука не зборувам. И требаше да изградам таа улога, што беше многу голем предизвик, да бидам во втор план, ама да, од една страна да не претерам, да не правам превише, затоа што не е фокусот цело време на мене. Имам така места кај што има фокус на мене, ама бидејќи не зборам, во позадина треба да действувам без да сметам на действието. А од друга страна, не смеам ни да не правам ништо. Че ја можам да не зборувам и да седам вака. И тоа сега, и тоа не е окей. Затоа беше интересно барањето на балансот измеѓу. Значи да правиш нешто, но не претерано, а во исто време да биде од твојот лик. Мојот лик во Family Adams е, ќе го наречам малски, народски зетот, уствари, момчето на Wednesday. Па добро, зетот е македонски збор. Народски реков затоа што некој ќе кажат зетот сега, затоа што уште не сум момчето на Wednesday. Така, да. Не си официјално, да. Да, и кое што е чудно исто како Wednesday, екстремно паметно, но затворен со некои тикови и слично. И одлично го изведа сето тоа. Барем мене ми се допадна многу твојата изведба. Актерството ти е љубов, пасија, нели, од секогаш, и кога правиш представа, кога влегуваш во улогата, всушност, што е она што тебе најмногу те исполнува во целата театарска дејност? Па, искрено, откривањето на нови ликови и мојата трансформација. Тоа ме исполнува највеќе, моментално. Секогаш имам различни работи, а моментално е тоа. Некако кога ќе започнам со нешто, јас сум јас и некако се држам до себе, не знам, одреден дел. После почнува еден потежок дел, кај што ништо не ми функционира, ништо не ми оди, работиш, едноставно тука е делот кај што се одвојуваш од себе и идеш кон ликот. И најчесто тука имаш некоја као борба со своето его, веројатно, и не ти дозволува телото да профункционира нешто друго што не си ти. Делува вештачки тој лик. И после еден момент, како што работиш, тој лик станува твој природен и уствари ти си ти, ама ти не си ти, него ти си ликот. Веќе се трансформираш во ликот, значи. Да. И тоа е како магија, ти делува како се случи ова, од кај дојде ова. Ама кога се сетиш дека ти си имал, не знам, дома едно недела, две, кај што си, добро, две многу е, недела, дена кај што си ја мавал главата, кај што ништо не ти одело и си мавал со глава од зид, сваќаш ти од кај до кај си дошол и зашто си дошол. Така да, тие истражувањето многу ме фасцинира и по најново, по животот на провинцијските плейбои, тоа е... За тоа сакам да зборувам, секако. Од таму имам, тоа е па сосема трета представа, значи комедија, ама комедија на ситуации и на импровизации. И во моментот, значи, ако кажав дека истражувањето многу ме фасцинирало од претходниве проекти, таму ме фасцинираше тоа што се случи, што го изградивме на пробите на сцена, во самиот момент. Затоа што секој ден бевме водени од режисерот, сите бевме водени да импровизираме и да се глупираме. Што исто така тешко. Многу тешко, екстремно.
Да позборуваме за животот на провинцијските плейбои по Втората светска војна, представа која што премиерата имаше на Будва, на фестивалот таму, Охридско лето и сега на Рута фестивалот крај на октомври. Да. Ве очекуваме конечно со премиера тука во Скопје. Дефинитивно. Кажи ми нешто повеќе за самата представа и ете, бидејќи сте вклучени театри од други исто театарски куки од регионот, каде ги правевте пробите, како изгледаше целиот процес? Представата е копродукција Рута, копродукцијата во кој се Драмски театар Скопје, Белградско драмско позориште, МГЛ, Местно Место гледалиште Лјубљана, Сараевски театар, Сараевско позориште како и да се вика, и Црногорците се и да, и Црногорците се Будваград театар, Да. и Улицис театар е хрватскиот партнер. Буквално цел Балкан. Скоро. Да, западен, па не е само западен, цел Балкан буквално. Скоро, да. Да, скоро, без Косово и Албанија. Да. Си имаат врзано во мрежа, која што неколку години се случува Рута фестивалот, на кој што гостуваат представи работени во матичните куки на партнерите. Сега, заради тоа што сакале за прв пат да организираат представа во која што сите заедно ќе ги спојат силите и ќе извадат премиера. Па така се случи овој проект, кај што работевме, само не работеа, Сараево не работеше со нас. Ние работевме четворица глумци од Драмски театар, од Белградско драмско двајца, еден од Будваград театар, двајца од Местно гледалиште Лјубљана, режисер кој што е од Хрватска, од Сплит, во ХНК Сплит работи, Иван Пеновиќ, и работевме текст на Душан Јовановиќ во чест на 5 години од смртта на тој голем автор, Душан Јовановиќ. Сега, тоа се информациите што морав да ги кажам за да влеземе во темата. И да бидеме пократки, бидејќи времето ни е кратко. Да. Представата е лудизам. Јас кога го слушнав прв пат текстот, насловот, живот, кога го слушнав, мислев дека ќе играме со пушки некој, дека нешто после Втора светска војна, нешто, не знам, појма немам, партизани, не знам, пред да го прочитам, и после сватив дека нема врска со тоа. Тотален лудизам базиран на комедија дел'арте. Комедија не е комедија дел'арте, инспирирана е од комедија дел'арте, но не е. Некако комедија на ситуации, така некако го доживувам. Што е лудизам? Тоа што ни го објасни режисерот и што го свативме е дека заради ситуациите кои што се случуваат во светот, заради тешките ситуации, за народот да избега од тие работи, се случува нешто тотално различно. Некоја тотална небитна тема, некоја тотално глупирање на сцена, полудување, за тебе да ти биде забавно како гледач и во тие саат и пол, два, да уживаш во таа представа, а критиката е во тоа што дома кога ќе отидеш ти сепак ќе пуштиш телевизија и пак ќе ти се врати таа тема. А ова е на некој начин некој спин. Има и таму коментари, некои, но не се директни, не се кажа ова е лошо или ова е лошо, него преку игра да сватиме ние самите. Да, преку игра ти го носи паметот на друго место и те лаже. Многу интересно. И оди кон смисла, уствари цело време се крши. А на кој јазик е? На мешани јазици. Сите играме на својот јазик и тоа е интересно. Бидејќи со словенец, кога ќе застанеш вака, кога ќе правиш муабет надвор, си викаш се те разбирам. Ако ќе застанеш на сцена, ништо не го разбираш. Мислам, реално и вака ништо не ги разбирам. Едва и чекам да ја гледам представата. Вака според ова што го кажуваш ти, многу звучи необично. И секако ќе бидеме дел од Рута фестивалот, но и од твоите други представи во кои што ќе играш. Дефинитивно. Бујрум на сите представи, сите се на репертоар. Ова Плейбој е од 23, 24 и 25 октомври од 20 часот во Драмски театар. Првата е веќе распродадена и втората уште малце ќе се распродаде, така да побрзо купувате карти, народе. Доаѓате во театар. Да. Ти благодарам многу, Маријан, за гостувањето и за овој навистина пријатен разговор. Фала и на вас, ми беше супер и ќе се видиме во следна прилика.
Апсолутно, со убави поводи, секогаш сме тука. Почитувани гледачи, Марија Наумов, наш актер, беше денеска составен дел на неделниот микс. Бидете заедно со нас, продолжуваме понатака многу кратко.